Фали село, живи во град. Оваа поговорка за многумина барем овој продолжен викенд полициски час не важи. Македонските села живнаа. По дворовите на викенд куќите се слуша детски джагор, се работи низ дворовите, карантинот се поминува на барем малку полесен начин, на свеж и чист планински воздух. Најдолгиот полициски час во историјата на Македонија ги наполни заборавените планински села. Викенд куќите одамна не биле толку полни. Екипата на Алфа посети неколку почарпланински села. Сето ле е сместено меѓу прекрасна природа на околу 1000 метри надморска височина. Со оние кои поразговаравме, велат дека не паметат кога последен пат било толку посетено. Тешко е за тие во зграда, нормално, со оглед на ситуацијата. Меѓутоа, ние имаме тука куќа во село Сетоле и сме дојдени тука да го поминеме овој наш најголем празник и воедно, пошто е карантин, тука сме во куќата со двор голем. Има и други, селани кои се дојдени од град, мислам кои што имаат куќи, викендици тука. Ние што имамо по селата, сигурно полесно ќе се снајдеме. Затоа што имамо и по круг малку поширок него у зграда, у стан, у куќа исто. Овде ипак е покомотно и побезболно си проваѓамо времето. Навистина подобро е тука, бидејќи иако е полициски час можеме да излеземе во двор и некако поубаво да си го поминеме и празникот, бидејќи сепак е празникот за да се помине со семејството. Лошо е што сега ситуацијата испадна вака да не можеме да се го прославиме како што треба во град, но затоа сите се сетивме на нашите куќи во село и дојдовме тука да се собереме и сепак фамилиарно да го одбележиме. Градските улици пак се празни, поминува само по некој автомобил. Полицискиот час во Тетово главно се почитува. И покрај тоа што дозвола за работа имаат 40 на маркети. Единствен проблем е недостатокот на леп и некои други основни намирници, кои уште од денеска тешко можат да се најдат.